Нови поволности за сите сопственици на фарми од помал обем се предвидени со донесените нови измени во Законот за земјоделство и рурален развој. Заменик министерот за земјоделство Ванчо Костадиновски соопшти дека фармерите кои ќе го окрупнат стадото ќе добијат финансиска поддршка од владата на Република Македонија во зависност од категоријата. Оние кои што се наоѓаат во првата категорија и сакаат да го прошират стадото за, да речеме, 8 грла на добиток, можат да го сторат на начин кој што ќе изготват инвестициона програма и владата на Република Македонија преку програмата за рурален развој ќе обезбеди инвестиција во износ од 90%, за оние кои што ќе набават дополнителен број на добиток и кои што ќе го окрупнат сопственото земјоделско стопанство, сопствената фарма. Со новите измени се очекува проширување на капацитетите, поголема продуктивност, како и поголеми финансиски средства за сопствениците на земјоделски стопанства. Ова е нова мерка и овозможува како крајна цел да се добие окрупнување на земјоделските стопанства, проширување, нивно окрупнување и нивна одржливост, економска одржливост, што значи дека постигнуваме повеќе ефекти, а и оние кои што се сопственици на фарми кои што сакаат да ги прошират, значи да се окрупнат, да добијат поддршка во прва категорија, тие што се категоризирани до 90%, а оние кои што се во втора, а сакаат да преминат во трета категорија, да добијат до 70% поддршка во период од 3 години. На барање на земјоделците, овозможено е намалување на рокот од 180 на 90 денови, во кои откупувачите на примарни земјоделски производи ќе мора да ги исплатат соодветните средства. Ова е голема придобивка исто така за примарните производители, меѓутоа не е ни на штета ни на откупувачите, бидејќи помина долг временски период и оние кои што навистина се сериозни, кои што сакат да градат партнерски однос и кооперантски однос со примарните производители на примарни земјоделски производи, е и од нивен интерес да тие се задоволни примарните производители на времено ги добијат сопствените средства, сопствениот труд кој што го вложиле во делот на производството на примарни земјоделски производи. Предходно беа донесени законски измени со кои се предвидува пролонгирање на рокот за легализација на земјоделската механизација, која сега ќе се регистрира на секои 6 години, а техничкиот преглед ќе се врши на секои 2 години.